Започна првото пријавување од првиот уписен рок во средните училишта. Полуматурантите уште рано утрово започнаа со поднесување на документите за упис во едно од 7 средни училишта во Тетово, вклучувајќи го и Државното музичко училиште. Во Средното медицинско училиште Никола Штејн, идните средношколци можат да се запишат во паралелки на 3 наставни јазици – македонски, турски и албански. Во ова училиште годинава новитет е насоката негувател. На првиот ден од пријавувањето, раководството е задоволно од заинтересираноста. Во медицинско училиште годинава имам една новина што покрај тие 5 смерови кои што се примаат константно, сега имаме и медицински техничар неговател. Значи тоа ни е 6-тиот смер кој што е со 3-годишно образование, смер кој што најповеќе се бара на пазарот. И тука учениците се со пониски бодови, меѓутоа не значи дека ако се со пониски бодови, они после можат и да завршат 4-та година, значи по вонреден пат. Иначе смерови ни се медицински сестри, забни техничари, фармацевски лаборанти техничари, потоа имаме физиотерапеути и козметичари, односно лични услуги. Заинтересираноста е голема, меѓутоа знаеме дека препреката е тука што најповеќе овие другиве смерови се со 70 бода, што значи сите петки. Меѓутоа сега у првиот уписен рок е 70 бода, понатака ќе видиме како ќе биде, можеби ќе се намалуваат бодовите. Најмногу места и најголем избор на профили има во Средното стручно општинско училиште Моша Пијаде. Ова училиште, според конкурсот објавен од Министерството за образование, може да прими 986 ученици во прва година. Денеска и утре е првото пријавување на учениците за упис во прва година во нашето училиште Моша Пијаде, кое што нуди 15 профила од 6 струки, односно машинска, електротехничка, угостителско-туристичка, земјоделско-ветеринарна и сообраќајна струка. Ова е стручно училиште. Нуди струки и профили кои што се дефицитарни на пазарот на труд. Има услови одлични за сите струки. Учениците наши се по разни надпревари низ цела Европа. Профилите се многу атрактивни, имаме одлични услови и кабинети и би сакал што повеќе ученици да дојдат и да ги примиме во нашето училиште. Задоволни од првиот ден за пријавување на завршените 9 оделенци се и во гимназијата Кирил Пејчиновиќ и економското 8 септември. Пријавувањето продолжува утре, а резултатите ќе бидат познати во петок.